Пане, добро утро, поздрав до тебе и до нашите гледачи. Се наоѓаме во општина Бутел, како што спомена и ти, секогаш актуелни. Ова утро разговарам со првиот човек на општината, градоначалникот Дарко Кустовски. Добро утро. Добро утро. Во тик се реконструкции на повеќе улици во општината, ќе ги споменеме населеното место Радишани, Љубанци и Љубота. Точно е, малце оптимистички, но веќе на големо се работат 30 на улици за оваа градежна сезона, пролети некаде во текот на летото. Најавме 30 улици, 10 се веќе започнати, некои од нив се во финална фаза во сите населени места, но во моментов најповеќе се работи во населените места Љубанци и Љуботен. Откако што ќе завршиме таму, ќе почнеме и во другите населени места. А кога сме кај патната инфраструктура, би сакал да споменам и почетокот на решавање на еден многу горлив проблем на Бутелчани, кој што со градоначалникот на град Скопје, тогаш кандидат за градоначалник, заедно го најавме како проект, тоа е реконструкција на улица Радишанска од третиот влез до последна 50 Така да генерално се случува нешто во патната инфраструктура на територија на општина Бутел, кое што слободно можам да речам дека до сега не било пример. И со редови делот околу реката Серава, односно оној кој што веќе нели го најавивте и претходно, како втора фаза, да речем? Да, станува збор за целосно уредување на кеот на реката Серава, но изградба на корито во потегот на Радишани во должина од скоро километар и пол, поточно од километар и 400 метри. Станува збор за еден голем проект кој што има вредност од околу 500 милиони денари. И со тоа се надевам дека конечно општина Бутел ќе добие едно место кое што ќе биде синоним за рекреација, место каде што ќе можат конечно граѓаните на општина Бутел да рекреираат и да одат со своите најблиски, да го поминуваат своето слободно време, бидејќи за жал до овој момент такво место скоро и да не постои на територија на општина Бутел, и граѓаните на општина Бутел, кога станува збор за таква рекреативна активност, најчесто ја напуштаат општината, но тоа веќе ќе биде минато за скоро. Младите се секогаш приоритет во една општина, 3 нови спортски центри најавувате за наредниот период. Така, едниот е веќе во некоја си средна фаза, па дури можам да кажам веќе во финална фаза, тоа е спортско-рекреативниот центар Го сакам Бутел, кој што се наоѓа во населеното место Бутел 1. Станува збор за квалитетни спортско-рекреативни центри со баскет игралишта, фудбал игралишта, парковска содржина за рекреирање, содржина за најмалите, детски игралишта за најмалечките, значи квалитетни спортски рекреативни центри, например како оној во Олимпија, кој што го носи името Македонија, тоа е близу Радишани, така го осовуваме местото Олимпија, знаат граѓаните за што зборувам. Навистина и во ова време кога се уште не е вака длабока пролет, има по 200 и 300 деца со тоа знаеме дека ја постигнавме целта и затоа продолживме. За многу кусок ќе почне спортско-рекреативен центар од тој тип кој што ќе го носи името Ударници, тоа е во населеното место Бутел 1, улица Бетовенова. И за многу скоро исто така ќе започне еден велелепен, би рекол, спортско-рекреативен центар во населеното место Љуботенски пат, кој што ќе го носи името Бранители. Најавувате нов плоштад во кое населено место? Во населеното место Бутел 1, практично во непосредна близина на општина Бутел, на зградата на општина Бутел. Станува збор за еден нов модерен плоштад, кој што за неколку дена од сега ќе излезе во 3D анимација, кој што покрај плоштадот ќе има и квалитетно парковско уредување и така да ќе успееме да направиме уште еден момент каде што ќе можат граѓаните на општина Бутел да го поминуваат своето време во рекреација, во зеленило и така натаму. На Бутел му фалат вакви работи и токму заради тоа се зафативме да реализираме вакви проекти и многу е добро што се навистина поздравени од страна на граѓаните. Еден од најголемите проблеми во општините е секако местото за паркирање. Има ли доволно паркинг места во општината? Има ли нови паркиралишта кои веќе се изгради? Нема доволно паркинг места, како верувам ни во цело Скопје, но она што го правиме, еве, например, во последниот период, во последните 20 на 30 на дена, направивме 2 нови паркинг простори, едниот во Бутел 2 на улица Алпи, вториот на улица Скоевска во Радишани, на прв лес,
и се трудиме заедно со мојот тим, се трудиме секое место кое што можеме да го претвориме во паркинг, каде што имаме проблем со паркирањето, тоа да биде така. На изглед се и реконструкција на неколку паркинзи во Скопје север, така да во таа смисла го користиме секој празен простор или да биде паркинг доколку е тоа навистина неопходно или да биде некој нов парк. Го споменавте Скопје север и тоа е дел од општина Бутел, а пристапни патеки веќе се изградени? Да, веќе ги завршивме. 20 на пристапни патеки во Скопје север околу зградите. Еве веќе кога сме кај Скопје север, денеска ќе имаме отварање на едно ново детско игралиште. Се работи и таму. Тоа е едно подзаборавено населено место за жал, бидејќи станува збор за тип население составено од згради, па некои претходно мислеа дека таму се е завршено, но тоа не е така. Интензивно се работи во Скопје север, еве ќе најаваме еден нов проект, а тоа е во соработка со Хабитат, со невладината организација Хабитат, ќе субвенционираме реконструкција на кровови, реконструкција на фасади во населеното место Скопје север, па и во Радишани, бидејќи и таму имаме згради. Остануваат ли отворените денови за граѓаните? Имаат ли тие прашања дополнителни до градоначалникот? Остануваат, постојано сме со граѓаните заедно и тоа ми причинува големо задоволство, некогаш и малце напор, но пред се задоволство. Тоа што, добро прашање, тоа што го планираме сега во многу кус период е да го интензивираме малку и да направиме еден отворен ден во кој што нема само јас да ги примам граѓаните, туку со мене ќе бидат заедно и раководителите на секторите, за да можеме, тоа ми го покажа минатава година, за да можеме во попрактично да ги решаваме проблемите, па дури и на лице место некои од проблемите, бидејќи сметам дека тоа ќе биде поефикасен начин, така да граѓаните на општина Бутел за многу скоро ќе имаат еден левел на дограден прием на секој некој што сака да дојде во општина Бутел и директно да пробаме да ги решаваме проблемите кои што ги имаат секојдневно. Секогаш останува нешто што може да биде подобро сработено. На што се насочувате друго во пролетниот период? Она што е фокус на територија на општина Бутел е, веќе најавивме и добро е да го споменам сега, но за многу кусо од сега ќе се реализира еден проект за целосно променување на уличното осветлување, кое што е проблем од минатото и верувам дека требало некој до сега тоа веќе да го реализира како на територија на цел град Скопје, но за многу кусо ќе почне еден голем проект каде што конечно општина Бутел ќе биде квалитетно осветлена со нови модерни лед сијалици и тоа сакам да го споменам бидејќи е горлив проблем на бутелчани многу години наназад, но за многу скоро ќе биде минато, така да би го издвоил како едно од побитните прашања. Но и ја спомнав патната инфраструктура, првично најавивме 30 улици, но гледам дека таа динамика можеби ќе се зголеми и можеби ќе бидат 40-45 улици за една градежна сезона, што повторно ќе повторам не било досега пример на територија на општина Бутел. Благодарам на одвоеното време, најавивте многу проекти, ние сме тука, ќе ве следиме и во иднина и остануваме нели во соработка со општината Бутел. И благодарам што навистина следите работата на општина Бутел, тоа ми причинува моје лично задоволство, но и одговорност. Кога ќе се спомене нешто на медиум, веќе одговорноста е поголема. Студио, доколку се слушаме, тоа беше Дарко Костовски, градоначалник на општина Бутел. Се надевам одговоривме на голем дел од прашањата на жителите на оваа општина. За актуелните проекти од општина Бутел во живо утрово колегите Анита Никушева Јованчев и Јован Лесански.